Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва вистината ќе биде спакувана некаде во 50 на минути, 30 минути, вториот дел од интервјуто со Оливер Андонов, каде што ќе се разговара или каде што ќе откриеме одредени ексклузивни елементи, детали, како се спровел процесот на признавање на Македонската православна црква од страна на Српската православна црква, повеќе од 20 на средби, од Лерин, Солун, одредени средби во Србија и така натаму, кои све елементи биле ставени на маса, кој се бил вклучен во процесот на преговори, еден холивудски расплет на некој начин на признавање на Македонската православна црква и ќе имаме некоја политичка анализа во трај некои 15 до 20 минути, сето тоа ќе биде спакувано во 50 минути, останете со нас, ви гарантирам дека нема да зажалите. Ако првиот дел од интервјуто со Оливер Андонов ви се чинеше дека е одличен и дека е фантастичен, овој вториот дел во трајање од 30 минути уште подобар. Останете со нас, погледнете и самите ќе се уверите во тоа. За почеток сега да кажам две работи кои се дневно политички процеси кои се случуваат во Република Македонија или ќе се случат во Република Македонија. Првиот процес ќе се случува во Македонската православна црква. Гледате дека Дедо Стефан е дојден во одредена позиција кога е подготвен да даде се, дури да се испазари со Вселенската патриаршија, да го жртвува името Македонска православна црква Цртечко-Охридска архиепископија само да остане на тронот. И тоа трае веќе 10-15 години. Од она негово инсталирање на чело на Македонската православна црква, кој е некаде 1999 година, оној процес кој се спроведуваше во Охрид, тогаш од страна на Валентина Божиновска, Љубе Бошковски или луѓето на Љупчо Ѓоргиевски, кој помеѓу Дедо Кирил, помеѓу Дедо Петар, застана за изборот на Дедо Стефан, со најразлични филипики, со најразлични обвинувања од страна на владиката Петар од Битола, и до денешен ден Стефан се обидува да избалансира помеѓу двете структури во врвот на Македонската православна црква. Едната е во наводници патриотската структура, која бара неговата глава, и втората е вселенско-вартоломејска, фанариотска или цариградска структура, која исто така е бара неговата глава. Дури еден од владиците кој се гледа како потенцијална закана или наследник на Дедо Стефан на тронот на Македонската православна црква, има испратено порака до Цариград дека како на послужавник ќе има ставено главата, метафорички кажано, главата на владиката Јован. Знаете, се ние имаме две ситуации, односно имаме една многу чудна ситуација. Кога Српската православна црква признава два поглавари на македонска територија. Еден поглавар е Дедо Стефан, бидејќи Српската православна црква ја признава автокефалноста на Македонската православна црква, и вториот поглавар е Јован Вранишковски, бидејќи ПОА или тоа црковно чедо е сушност чедо на Српската православна црква. И таа ситуација сега треба да се разреши, што ќе се прави со Јован, што ќе се прави со свештениците на Јован, што ќе се прави со православната Охридска архиепископија која е рожба на Српската православна црква. Тој владика кој е близок до прогрчките црковни структури тука во Македонија на Балканскиот полуостров има веќе испратено порака до Вселенскиот патриарх дека како што е ставена на послужавник главата на владиката Јован, така ќе биде ставена на послужавник главата на владиката или на архиепископот Стефан. И тоа ќе е конфликт во врвот на Македонската црква кој не може да се избегне, кој е неизбежен конфликт. Единствено решение е еден министер кој во наводници се фали дека ги има под контрола црковните високодостоенственици со бели бради и дека може да има одредена улога во расплетот во црковните прашања во Република Македонија, да се активира и да стави ред во врвот на Македонската православна црква, веќе тој конфликт кој сега таму тлее е прашање на време кога ќе експлодира. Ниту едните, ниту другите, ниту третите немаат време за чекање. Знаете, кога вие немате време за чекање, тогаш како во шахот правите одредени избрзани чекори или одредени избрзани потези. Тоа сега се случува во врвот на Македонската православна црква. Нестабилен е тронот на владиката или на поглаварот Стефан, прашање е на време кога едната или втората структура ќе тргне по главата на Дедо Стефан. Може да се случи двете структури или двете доминантни групации да тргнат да барат главата на Дедо Стефан. Тој не успеа да направи одредена своја база, одредена своја логистика, не само во врвот на Македонската православна црква, туку и надвор од Македонската православна црква, одржува какви такви односи со ВМРО ДПМН, никогаш немал претерано блиски односи со СДСМ, вела дека имал релативно добри односи со Зоран Заев, бидејќи тој има службувано во Штип, значи имаат некоја
ајде да речеме носталгија тамо кон источна Македонија, меѓутоа секогаш Дедо Стефан бил многу понаклонет кон врвот на ВМРО-ДПМН. Ни крив ни должен во негов мандат се случува признавање на Македонската православна црква од страна на Српската православна црква. Меѓутоа, знаете, и тој кредит што ви го дава времето, да се случат одредени работи без разлика дали вие сте причината, позитивни или негативни тие работи да се случат, има рок на употреба. Во Македонската православна црква ќе има одредени конфликти, прашање на време и прашање на техника и технологија, кој ќе ги почне и како ќе ги заврши тие конфликти. Вториот процес е во власта. Гледате, толку е веќе очебино дека на власта и требат одредени тешкаши, одредени имиња со кои ќе може да направи пресврт на политичката, на медиумска, на јавната сцена, на бизнис сцената во Република Македонија. Уште во април месец се знае дека Виктор Димовски ќе биде македонски амбасадор во Франција, дека ќе напушти целната позиција во Агенцијата за национална безбедност и дозволува СДСМ, клановите во СДСМ, да имат своји фаворити и тие своји фаворити да ги промовират како наследник на Виктор Димовски. И самиот Виктор Димовски доаѓа на чело на АНБ, бидејќи клановите во СДСМ во времето на Зоран Заев, Радмила Шекаринска, Оливер Спасовски, Зоран Заев, Фросина Раменска, тогаш беше дел на раководството или врвот на СДСМ, има своји фаворити, бидејќи не може да направат договор, се најде одредено компромисно решение. Тоа компромисно решение беше Виктор Димовски. И остана Виктор Димовски повеќе од 4 години на чело на Агенцијата за национална безбедност. И ние всушност за овие 4 години функциониравме како да немаме Агенција за национална безбедност. Од април месец оваа година се знае дека Виктор Димовски ќе замине да биде амбасадор на Македонија во Франција. Од април месец СДСМ имаше 6 или 7 месеци да најди заменик на Виктор Димовски. Тоа не се случува и гледате како преку Завиша филм групацијата се дроби СДСМ, значи тоа е една координација помеѓу Завиша филм групацијата и Александар Николовски и неговите колумни во Фокус, неделникот Фокус, кога наместо да се расправа за конфликтот или расколот во ВМРО-ДПМН на релација Христијан Мицковски и Даниела Арсовска, се расправа и се дебатира за клановите во СДСМ кои не може да изберат нов прв човек на Агенцијата за национална безбедност. Дозволи СДСМ тој процес од подмаса да излези над маса и тој да стане века јавен еден дискурс, кога преку тој процес да не може да се најде наследник на Виктор Димовски, се анализираат состојбите персонални внатре во СДСМ. Процесот е веќе повеќе или подолго време излезе надвор од контрола и се плашам дека клановите во СДСМ нема да може да најдат компромисно решение овој пат за наследник на Виктор Димовски. И знаете, имам чувство дека на сите им одговара статус-кво ситуација. Им одговара статус-кво ситуација во Агенцијата за национална безбедност. Им одговара статус-кво ситуација како наследник на Вилма Русковска. Нема прв човек на финансиската полиција. Финансиската полиција која го отвори случајот со Делчевски ниви, каде што стигна директно до Христијан Мицковски, и наместо тој случај со Делчевски ниви, како и малите хидроцентрали и така натаму да се процесуира и да се доведе до крај, како преку тие мали хидроцентрали се отварат одредени виски барови по Скопје, по Битоли и така натаму, бензински пумпи, пола Делчево е купен, како луѓе кои се до самиот Христијан Мицковски завршуваат во затвор. И наместо да се расчисти тој случај, првиот човек на финансиска полиција е разрешен и нема абер да биде избран нов прв човек на финансиска полиција. Нема наследник на Вилма Русковска. Имам чувство дека на структурите и во СДСМ, и во државата, олигархијата и така натаму, им одговара да има одредена статус-кво ситуација. Зошто? Па СДСМ прв пат сега после оној француски предлог е во одредена добитна позиција. Го реши црковниот проблем, енергетската криза има шанса да ја реши, ги отпочнува преговорите со Европската унија. И наместо СДСМ да нагази на тој процес, СДСМ влегува во клановски битки внатре и влегува во процес на пазарење со Христијан Мицковски, му фрла гума за спасување на Христијан Мицковски и Христијан Мицковски како министер на опозиција или вице-премиер за енергетика и министер за опозиција во влада на Димитар Ковачевски, оди на средбата и дава 3 позиции од каде што може да се набави или да се купи струја. Па што правите тога со Васко Ковачевски? Што правите тога со министерот за економија? Што правите тога со сите овие кои се задолжени за енергетската сфера во Република Македонија? Ако министерот за опозиција ви дава 3 позиции од кај може да купите струја, па како ги има праено парите? Како има праено хациенти? Како има правено куќи? Како се има обезбедено за 5 животи, што вели Оливер Андонов, ако не со купување и со трговија со струја? Наместо вие тоа да го санкционирате, да видите зошто при првиот избор поради судирни интереси Никола Гуриевски не го избира Христијан Мицковски за него советник за енергетика, како одеднаш тој судир за интереси кој му пречел на Никола Гуриевски
во првиот наврат, не му пречеше во вториот наврат и го поставува тој човек да биде генерален секретар, подоцна негов наследник, не му пречи сега на Димитар Ковачевски. Гледате, таа енергетска структура е толку мокна во Република Македонија. Таму се огромни пари, посебно во ваква енергетска криза. И мислам дека со тоа влегување на Мицковски на мала врата во владата на разговори со економскиот тим на Димитар Ковачевски, всушност владата како да застанува на страна на Мицковски во конфликтот со Даниела Арсовска. Гледате како одеднаш престана тој конфликт. Ниту ВМРО ДПМН го проблематизира работењето на Даниела Арсовска, ниту пак размислува, барем во оваа фаза така стојат работите, да прави обструкција или бојкот на работата во градското собрание. Зошто? Бидејќи ВМРО ДПМН се плаши од повторени избори за советници во градот Скопје. Тие приказни предвремени избори, само што не дошле за 1, за 2 месеца, 3 месеци, дури сега Христо Мицковски на неговите најблиски соработници вели, ако до нова година нема избори, тоа ќе одиме на редовни избори. И ВМРО ДПМН постојање губење во Западна Македонија, слабиот резултат во Тетово, Маврово, Ростуш и така натаму, веќе не говори толку гласно за предвремени избори во Република Македонија. И ќе видиме што ќе се случи со Димитар Апасиев. Процесот на возраждение 10% што освојува на изборите во Бугарија, всушност ќе биде процес кој ќе се преслика во Република Македонија. Ќе им ги соберат сите проруски структури, ќе ги стационират или ќе ги залепа за Димитар Апасиев и тоа ќе е политичката разврска во Република Македонија. Само кратко, мини анализа на состојбите во Украина, поточно речено на состојбите во Русија, дали во недела, дали наредниот четврток, ќе имаме дополнителна анализа на Русија, конфликтот во Украина и како ќе има разврска на конфликтот во Украина. Во изминатите 100-120 години, Русија се соочуваше со 3 екзистенцијални кризи. Првата криза беше Октомвриската револуција 1917 година, втората криза екзистенционална, значи кога се доведуваше во прашање постоењето на Руската федерација, на руската држава, беше 1941 година, третата криза 1991 година распаѓањето на Советскиот сојуз. Сега е третата криза, кога несмасно, односно четвртата криза, кога несмасно Владимир Путин влегува во војната во Украина. Ето оние тези кои вие ги слушате, дека Русија и Путин располагаат со одредена војска и дека таа војска некаде ја чуваат и дека таа војска кога ќе дојде време ќе употребат. Имам 3 прашања. Прво, каде ја чува таа војска? Толку подземни титови градови има во Русија и во Руската федерација за да можете 1 милион војска вие да криете и никој да не знае дека постои таа војска. Второ, ако постои таа војска, зашто ја чува Владимир Путин? Па нели екзистенцијата на Русија зависи од Украина и дека влегува во војна во Украина за да се обезбеди екзистенција или опстанок на Руската федерација, бидејќи ако не влегле во таа војна НАТО ќе дојде до самите граници на Руската федерација. И третата работа е, ако постои толку многу војска, зошто имате дополнителна мобилизација на 300.000 војници? Во нейните 6 или 12 месеци ниту може да се обучат тие војници и тие ќе служат како топовско месо, знаете. Меѓутоа тие војници веќе не се таму од далечниот исток или Средна Азија. Тие војници се регрутирати од големите руски градови. Знаете, кога вие ќе регрутирате 300.000 војници, не да е Боже 10, 20, 30, 50 или 2000 сандаци да вратите во Москва или во Ленинград, тоа веќе е сериозен проблем. Секој владател, па и најавторитарниот владател, се плаши од сандаци кои ќе бидат вратени во матичните градови, од каде што потекнат луѓето кои се дополнително мобилизирани. Така почна процесот на распад на Советскиот сојуз, со губење на војната во Афганистан. Владимир Путин долго време одлагаше мобилизацијата и кога види дека процесите на фронтот во Украина не се во негова корис, направи дополнителна мобилизација. На крајот тоа дополнителна мобилизација може да ја направи Русија многу слаба, многу кревка, знаете, бидејќи Русија и така имаше проблем со човечки фактор. Со 145 милиони луѓе, вие таква голема територија која се протега во 7 или 8 временски зони не можете да ја контролирате. Дополнително со мобилизацијата, бегството на луѓе во работоспособна возраст, бидејќи тие треба да бидат мобилизирани, вие правите Русија слаба држава, држава која инвестирала во одредени млади луѓе и тие млади луѓе наместо да придонесат да вратат за Русија кога се во работоспособна возраст, ја напуштаат Русија. То ниту една држава не може да го издржи. Повеќе од 3 или 4 милиони од почетокот на војната се заминати од Русија. Во Русија ќе останат или слаби, стари луѓе, или луѓе кои не се доволно образовани. Владимир Путин и да успее да ја преживее украинската војна, ќе биде лидер на слаба држава со нуклеарен потенцијал. Држава во која луѓето околу Владимир Путин ќе бидат под санкции. Имаат пари, имаат вили во Италија, во Франција, така натаму и сака да ги користат тие пари. Знаете, одеднаш човекот кој е начело на таа држава,
кој е во конфликт со цела меѓународна заедница, ќе им представува проблем. Тој проблем може да го решат на два начини. Да застанат на бродот кој тонија, тој е Владимир Путин, или да скокнат од бродот кон тони. Тоа ќе биде разврската на ситуацијата во Руската Федерација. Гледате, почитувани гледачи, ние сега се соочуваме со оној процес на распаѓање на железната завеса. Оној процес на распаѓање на поранешна СФР Југославија. Вие гледате, и вие кои сте против Путин, и вие кои сте за Путин, дека работите не ода добро. Дека работите на Украинскиот фронт не ода добро. И вие знаете, не можете тоа да го видуализирате, не знаете каде тоа ќе заврши. Тоа исто така како оној процес на распаѓање на железната завеса, обединување на Германија, распаѓање на комунистичкиот лагер. Вие гледате дека работите не одат во правец кој е посакуван, меѓутоа верувате дека некој Анте Марковиќ, дека некој не знам Чаушеску, некој Тодор Живков ќе може да се спаси. Дека не може да биде прегазан од времето. Исто така сметавте дека Гадафи ќе се спаси, дека арапската пролет нема да даде резултати. Во одреден временски период, кога процесите ќе станат зрели, тогаш вие не можете да се спротивставите на времето. Тоа сега се случува во тој конфликт помеѓу Русија и Украина. Русија влезе несмасно во конфликтот со Украина, доби одредени информации кои не се покажа како информации на теренот. Вие гледате дека тие процеси, тие резултати, тие информации не одговарат на реалноста, и тоа не знаете како тоа ќе заврши. Не можете да замислите дека големиот Путин ќе биде поразен и ќе биде симнат од власт. Дека има чаровно или волшебно стапче со кое ќе може да ги реши работите. Не може да ги реши работите. Кога процесите ќе трнат во еден несакан правец, тогаш вие всушност не можете да застанете на крај на процесите. Денес во американските држави, Соединетите американски држави, во Западна Европа или западноевропските држави, постојат две работи за кои самите признаваат дека направиле лоша проценка. Сега вие ќе ми речете, ако тогаш направиле лоша проценка, можете и сега да направат лоша проценка. Мислам дека нема да направат лоша проценка. Двете лоши проценки биле следните. Дека кога се распаѓа комунистичкиот блок и комунистичкиот лагер, дека тој процес завршил со одвојување на комунистички држави или источноевропски држави од лагерот или од контролата на Советскиот сојуз и дека Советскиот сојуз се распаднат на 15 или 16 државички кога се членува Советскиот сојуз. Всушност процесот на распаѓање на комунизмот и на Советскиот сојуз требаше да заврши со распаѓање на самата Руска Федерација, знаете. Тоа е проклетството на Кремљ. За тоа проклетство и Петар Велики говори. Затоа и своето седиште или престолнината на својата империја од Москва е префала во Санкт Петерсбург. Бидејќи бара начин како да се ослободи од тоа канцерогено влијание на руските бојлери. И тоа е процес кој се случува денес, знаете, Владимир Путин не е газда во Москва. Владимир Путин е резултат на системот во Москва. И тоа е втората лоша проценка на Соединетите американски држави или на западноевропските држави. Не е Путин тој што е газда таму, туку Путин произлегува од системот, а системот се состои од два дела. Тоа се разузнавачките структури, персонифицирани преку ФСБ или наследничката на КГБ, и тоа е војно-индустријскиот комплекс или Министерството за одбрана. На почетокот на украинската криза беше обвинета ФСБ, бидејќи ФСБ дала лоши проценки, лоши анализи, врз база на тие анализи Владимир Путин влезе во војната во Украина. И потоа снимавте најте реакции на Кадиров и на целата тајна структура околу Владимир Путин, дека треба брза мобилизација, дека треба да се употреби нуклеарна борба, дека треба да се заостри војната и конфликтот во Украина. И тоа оној конфликт дали треба да гинат луѓе код топовско месо или треба разузнавачката заедница тоа да го реши во некоја тишина, кој што беше војната 2014 година на Крим, да биде направена одредена рамка и во рамки на таа рамка Руската Федерација многу лесно да ги освои деловите на Украина кои сакаше да го направи или да се направи одредена смена во врвот на Украина на местото на Зеленски до некој проруски човек. И тој конфликт сега всушност излегува надвор од контрола. Бидејќи владењето на Путин всушност се потпираше на можноста да балансира помеѓу тие два силни столба во кругот на негово непосредно обкружување. Тоа е ФСБ и тоа е војно-индустријскиот комплекс. Ако војно-индустријскиот комплекс сега на војнички план победи во Украина, ќе се наруши балансот. Ако ФСБ победи во Украина, повторно ќе се наруши балансот. После војната во Украина, еден од тие два блока ќе биде посилен. Путин сега и Путин пред 20 години се два различни лика. Тоа што Путин беше персонификација на моќта, знаете, вие не сте толку силни колку што
продаваат одредна перцепција на мок, перцепција на сила. Тоа го правеше Путин 20 години. Позаменување на Борис Јелцин, природен газ, нафта, ракети, качуши, така натаму и така натаму. Јавана мечка вози подморници, тој продаваше таа приказна на суперхерој. Тој суперхерој кој наполни 70 години веќе не е суперхерој. Тој веќе уморен, помалку исплашен, агресивен, непресметлив и тој стана веќе проблем на системот. И сите овие луѓе кои се околу него тоа го гледаат, знаете, кога тоа го гледаат, тие полека се претварат во едно неформално политбиро. Тоа неформално политбиро може да побара од Путин да си замени од функцијата во некоја дача во околината на Москва, случај на Јелцин до крајот на животот, или да биде сменет како Никита Хрушчов. Во моментот кога се закани со нуклеарна борба или нуклеарна војна или нуклеарна боева глава, тој всушност требаше да размислува како завршија последните два големи играчи кои го донесоа светот на работа на нуклеарна војна. Кенеди беше убиен во Тексас, а Никита Хрушчов 1964 година беше сменет од политбирото. Дури ни во Виетнам американците кои губеа војната не фрле нуклеарна војна. Зошто? Бидејќи проценија дека волјата на виетнамците да се борат за својата слобода е посилна од било каква нуклеарна бомба. Тоа сега и русите го сваќаат дека таа волја на украинците да се борат за својата држава не може да биде скршена со гранатирање на ниту една нуклеарна централа, со гранатирање на ниту една електрична централа, ниту со фрлање на нуклеарна бомба. Бидејќи на крајот на денот тие луѓе кои стана да се борат за Украина повеќе сакаат слободата отколку овие луѓе кои се мобилизирани од далечниот исток, Средна Азија, донесени од Владивосток да се борат во Украина. И тоа секогаш пресудува кога станува збор за тоа кој ќе биде победник во војната. Ќе завршам со уште една најава, бидејќи имам одлично интервју со Оливер Андонов, втори дел на интервјуто со Оливер Андонов. Гледате они Кримски мост. Тој Кримски мост беше символ на руската агресија 2014 година на Крим. Владимир Путин го отвора 2018 година. Тој е најдобро очуваниот објект во Руската Федерација. ФСБ беше задолжена да се грижи за безбедноста на Кримскиот мост. И им се случува пред една недела камион кој бил наводно натоварен во Бугарија преку Грузија, Арменија и така натаму да влезе на тој Кримски мост и да им направи одредена експлозија. Не сакаа да го срушат Кримскиот мост. Прво што сакаа да видат каква ќе биде реакцијата на Владимир Путин. И таа реакција беше 10 до 15 пати послаба од реакцијата со која почнува агресијата на Украина некаде на 24 февруари. Што ќе рече дека Руската Федерација, кога им е нарушен символот, а Кримскиот мост е символ на Владимир Путин, символ на руското освојување на Украина или нешто што беше железната завеса. И втора работа, гледате, почнува јавното мислење во Западна Европа помалку да се бунтува, па гледате Украина победува на фронтот, па Путин не е толку опасен, па зошто ние да немаме ефтина нафта, ефтин природен газ, и полека тоа јавно мислење почнуваше да ги крши лидерите на Европската унија, и кога тоа се случува, вие им правите одреден упад на Кримскиот мост или одредена акција на Кримскиот мост да го предизвикате Владимир Путин. И што прави Владимир Путин? Го гранатира конзулатот на Германија во Киев. Во тој момент вие веќе целата Европска унија имате на ваша страна. Бидејќи беше за очекување дека Русија која сака да уценува Европа со газ и со нафта, дека исто ќе го направи сега во Украина, ќе ги сруши овие електрани за да нема струја во Украина, за да нема струја за Полска, за да нема струја за Словачка и за другите држави кои помагат Украина. Тотално испровоцирана беше постапката, одлуката да се испровоцира Владимир Путин, да се направи акција или одредена хаварија на Кримскиот мост, бидејќи тоа беше нешто што задира во суетата на Владимир Путин. Тоа Владимир Путин не можеше да го премолчи, направи одредена акција со оние гранати или ракети од Црното море, кои преку Молдова дојдоа на територијата на Украина или тамо некаде од оној Балтички залив, се обиде да направи пресврт на војната, всушност се обиде да се спаси својата чест. И тоа не се случи. Се покаже дека Руската Федерација нема сила да ја прекрши војната во Украина. Дека сега единствена шанса е преку Ердоган да му биде фрлена гума за спасување, да најде некаков, ајде да речеме, победнички мир кој ќе може да го продаде во Руската Федерација. Ако тоа не се случи, тоа ќе имаме една слаба Русија со еден силен лидер кој има 300.000 луѓе дополнително мобилизирани, ќе се влезе во еден процес на една дополнителна репресија и луѓето што се околу Владимир Путин ќе се го постават прашањето дали ќе тонат заедно со него или на време ќе се трнат од бродот кој тоне. Тоа ќе биде разбрскат. Ова е мини анализа дополнително за Русија што се случува Русија, Украина, Европа,
конфликтот кој на крај на денот ќе мора да биде конфликт на деценијата, а тоа е Џо Бајден, Доналд Трамп, и затоа американците не смеат да си дозволат да бидат поразени во Украина, бидејќи ако американците да бидат поразени во Украина, 2024 година на власт се враќа Доналд Трамп, а тоа американскиот систем не може да си го дозволи, тоа ниту републиканската партија не може да си го дозволи, тоа ќе анализираме или недела или наредниот четврток. 32 минути интервју со Оливер Андонов, втор дел, останете со нас, погледнете го, нема да зажалите. Андонов, рековме за црквата. Вие на пресконференција, кога најавивте дека правите акција во ВМРО-ДПМН, спомнавте ваша улога на Ефремов во процесот на преговори помеѓу македонската и српската православна црква. Бевте вклучен? Во потполност. Јас очеков завчера на интервјуто на 24 вести до Петар да ја каже таа роля, да ја каже таа улога, и не кажа. Дали му беше речено, дали не му беше речено, каде дојде до одредена стентирање или куршлус на целата работа, не знам, но вие сте веројатно активно вклучен заедно со дел од синодот на Македонската православна црква во подготовките и во финалните разговори за признавање на МПЦ. Значи, господин Ефтов, една работа заради гледачите да појасниме. Улогата на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е општествена и национална улога. Тоа е општествен и национален столб. Со кој столб ќе можеме да ја градиме понатаму државата. Клучно во тој столб е покрај духовноста и обстанокот на Македонската православна црква, со тој на македонскиот православен народ, е името Македонска. И ова е само за да разберат гледачите што значи тоа, дека ние имаме Македонска православна црква, Охридска архиепископија, автокефална црква. Тоа е прв пат во историјата со тоа име да имаме автокефална црква. Андонов, имате чувство. Тоа е историска работа што сме направили. Имате чувство дека дел на синодот, да не речам главните играчи во синодот, не сакаа да бидеме автокефална или признато од другите помесни цркви. Вселенска патриаршија, Српска православна црква. Прво, се неспособни да комуницират. Второ, имат направена во овие 30, 40, 50 години, посебно овој состав на синод последните 20 години, такви криминали, такви негативни дејанија, кои ги става само по тепих. Од една сега, кога ќе се отворите према другите цркви, во рамки 2 метра дигнат, тогаш вие треба да почнете да функционирате како призната црква, која ќе биде под рефлекторот на останатите цркви. Ви не можете да ги ставате работите под тепих. Поприлично имате право во тој дел, едино што ја нема да коментирам околу тој дел што рековте криминали или други гревовни состојби, за тоа јавно им напиша во една прилика, коментирајќи дека коментарите на Спасовски во некои кругови дека ги држи за брада владиците, може да бидат и другачие преведени да ги држи. Така. Но очигледно дека некој ги контролира и јас жалам што владиката Петар не смогна сили покрај две прашања на новинарката која беше на интервју со неја. Како течеше процесот и на крај дали имате нешто да додадете? Колку трае процесот? Ќе ви објаснам, не смогна сили да го да ја објасни целата улога на кратко. И тоа е во ред. Не го не објасни. Колку трае процесот? Процесот трае околу 2 години. 2 години. И Андонов. Мислам ако збориме за денешен ден. Инаку до 24 април беше околу година и половина. Гледате, Андонов, значи, кога комунициравме поинтензивно тоа 2019-2020 година, имаше еден обид за признавање од страна на сириската или антиохиската. И тоа беше работа која јас и господинот Ефремов се правеше, или дојде одредени информации и така натаму. Во овој процес на преговори помеѓу Српската и Македонската православна црква имаме оставка или смена на шефот на кабинет на поглаварот Стефан. Има ли улога смената на шефот на кабинет на поглаварот Стефан во процесот на завршување успешно на тие преговори? И има и е резултат на некој влијание врз поглаварот. Што протекува информации? Дезинформации. И најголемите проблеми настануваа кога тие дезинформации одеа кон дел од владиците кои се, ајде кажам така, прогрчки настроени, односно профанариотски, затоа и ви напоменав на почетокот, тоа гледачите треба да го знаат, главниот проблем не е автокефалијата на Македонската православна црква, името Македонска. Така. Битката која во моментот се води и по однос на приклучувањето на ПОА во состав на МПЦ или во состав на
како клирици на Српската црква да бидат во МПЦ или да видиме решение да се најде. То значи Иван Вранишковски. И битката која се води со Цариград по однос на впишување во нивниот диптих, бидејќи не смееме заборавиме дека Руската православна црква не впише во нивниот диптих како македонска. И тука ќе направам една дистинкција, ако таа дистинкција не е чиста, тоа е јасно. МПЦ кон Руската православна црква тера исклучиво црковна приказна и контактите кон таму се реализирани, иако нема да навлегувам таму какви се состојбите, тоа они си знаат. Владиката Кирил знаеме која ролјата но не е контактот кон владиката Кирил, тоа е друга посебна работа која се работи значи, во моментот. Србите и русите не признаваат како македонска православна црква. Ќе не признаат и сите останати по тоа име со исклучок на така наречениот грчки блок цркви во рамки на Вселенската патриаршија. Кој Вселенската патриаршија, тоа е Ерусалимската патриаршија, Александриската и Грчката православна црква, тоа се 4-5 цркви. Значи другите како кои ќе македонска прават проблем околу тоа и нас на крајот од се не ни треба томос од Цариградската патриаршија, веќе ние имаме томос од Српската православна црква. Што требаше да го добиеме? Од кај што требаше да го добиеме канонски, бидејќи со последната юрисдикција треба да добиеме и од таму Андонов томос. Тоа што само кратко да појаснам, се извинувам, тоа што со Ефремов се обидувавме да го премостиме на времето преку Антиохиската црква беше само обид за премостување. Сега е направено српска. А сега е направено како што треба. Кој го притиска Александар Вучич? Видите, во Србија не може ништо да се случи. Александар Вучич одлучува кој ќе биде шампион во фудбал и кој ќе биде шампион во кошарка, камоли Српска православна црква. Не знам дали е точно така дека одлучува за така. Горе доле гледаме како тоа стои. И не знам дали некој баш го има притиснато по тоа прашање, бидејќи Порфирие но е дојде на чело на СПЦ, велеа француска линија, испадна близок со Александар Вучич, нели, од Хрватска, од Загреб. Неговата светост патриархот Порфирije беше и воен епископ. Не знам, тој момент веројатно не го имате забележано, да, воен епископ беше. Значи, тие имаат војни свештеници во српската војска, пошто има капелани така наречени во војската. Тоа не сум го знаеле. Да, и имаат свој владика посебен, значи не се парохиски свештеници, тие се воединиците и тој беше воен епископ. Од таа позиција отиде во Загреб за митрополит Загребско-Литовски. Таму ли е врската со Вучич, бидејќи Вучич пред да стане премиер беше министар за одбрана? Предпоставувам дека има некоја таква линија. Сега веројатно не сум убеден дека Вучич има добиено задача баш од некого. Тука би шпекулирал, било што да кажам и да анализирам. Можеби повеќе е тенденцијата на Србија за воспоставување на некакви многу добри или одлични релации кон Македонија и тоа го имате неколку пати објаснувано кога во Македонија би имало избори дека Вучич би победил да се кандидира. Но ако Српската православна црква тоа не го направеше, ќе беше маргинализиран. Значи тие знае дека историскиот моментум мора да го токму така да го искористи. И тука ќе се согласам со вас. Буквално јас во таа активност го фатив историскиот момент. Иста ни е проценката. Значи се говореше дека има неколку средби во близината на Ниш. Прилика. Меѓутоа клучните две средби се Крушевац и Солун. Учествувавте ли вие во тие две средби? Можете ли нешто да говорите за тие две средби? Едната средба е Солун, едната средба е Крушевац. Пред да почнат воопшто средбите, не се две, можеби 20 не имаше средби. Но на едно друго ниво. Говорам за клучните две. Јас тоа ќе го објаснам. Значи не на тоа ниво на 20 средби. Преку 20 на средби се одвиваа во кои се договараше тоа како да се изведе целата операција. Велики операцијата мораше да се изведе брзо. Званично мораше брзо, бидејќи постоеше опасност од попречување од многу други страни, бидејќи не има на сите во интерес тоа. Првенство на Грција. Така е. И трите клучни средби кои се одвиваа, иницијалната средба за да почнат трите клучни средби после тоа беше во Солун. Во Солун. Да. Походот од Македонија. Да. Или Македонија Палас. Не знам дали Македонија Палас, ама точно таму беше. Центарот. Тоа беше клучната средба. Благодарение на владиката Петар кој прифати тогаш да ја одигра тој дел од ролијата тогаш. Посредник. Па не, тој мораше да се вклучи затоа што мораше клирици да се вклучат, не можеше на ниво на мирјани да се решава тоа. Значи, како? Значи мораше владиците да се вклучат. Се извинувам. Значи Македонија
хотелот Македонија или Македонија Палас, тој е, како да речеме, историски хотел за политичките разврски во Република Македонија. Аз знам кон што ќе ме Таму насочите, ама јас не би го брзувал Имануел така. Малелис ги правеше средбите со делови на ВМРО, делови на СДСМ и така натаму. Средбата Коцијас, Никола Димитров, Така. Пенкало, тој е од Македонија Палас, со кој се потпишени првичните договори, така натаму. И црковното прашање, една од клучните средби е во хотелот Македонија. Че секој кој скопјани македонци одат во Солун знае дека Македонија е важна многу. На Балканот. Да, важна. Македонија е важна, дури Има како се- име, како дури символика, затоа и хотелот- битка водиме околу името, нели? Она средба што ве во Лерин, по која функција би ја ставиле таа средба? А да не искоментираме може? Може, ако сакате, јас. Ве молам. Да. Не би ја коментирал таа средба како се одвиваше и зашто беше, и- но има? тоа е една од иницијалните средби беше. Во Лерин се договарате со србите зад грбот на грците да се признае Македонската православна црква. Ама господин Нефтов, ако знаеше грчкава страна за преговорите ќе ги саботираше. Добро, како доаѓа да речеме се овие играчи во хотел Македонија, би бил таму Дедо Петар, во црковна одор, се доаѓаат како попови. Да, како свештеници. Доаѓаат и од Српската православна црква. Да. Тоа значи дека српското разузнавање е поприсутно во Па јас не го видов српското Северна Грција, во Северна Во Грција. Јужна Македонија, како? Или Јужна Македонија, нели са како ќе го дефинираме тоа, вие треба лидер да бидете на ВМРО. Сега ако кажете Јужна Македонија може да ви се Да, смета- лошо да ми се може да ми се да ви смета за книжи лошо, ка- да. како лошо. Па не знам, јас еве не забележав таква Не некоја забележав, работа. Тоа беше чисто црковна средба на која ќе кажам еден краток коментар во целата недоверба и на едната и на другата страна во преговорите исклучиво беше голема недовербата и најтешко ни беше да воспоставиме доверба помеѓу Да се разговара. страните, да се разговара, да се седне. На крајот коментарот и од едните и од другите беше по нас српска како смо се надали, добро смо се удали. Духан Донов. А и вака ќе може да ве прегледат вас тука во делци или во кошула, дали сте озвучени или не се озвучени. Ама овие поповите како ги прегледува, бидејќи таму тоа мантиите дека ги прегледат дали имат некоја бубочка, дали се озвучени или не се озвучени, тоа е поприлично тежок период. Имаше спремна соба. Имаше спремна соба Да, во хотел Македонија. да. Проверено Соба не соба за спиење, соба за состанок. за останоци. Проверено, значи дали има озвучување, дали. И многу улюдно, многу културно, многу Ова трилер. нормално се заврши целата работа. Колку траеше? Мислам дека самата средба околу 3-4 часа. 3-4 часа. Првата средба, да. Знаете како, во првите средби беа испорачани нашите барања. Имавме 5 барања во тие средби, кои мораше да се задоволат. Клучни барања беа Српската православна црква дава потполна, неусловена автокефалија на Македонската православна црква. Тоа е првото наше барање. Понатаму беше, тоа беше првото барање, второ беше дека не барат од нас промена на устав на МПЦ, беше дека го прифаќаат архиепископот Стефан за архиепископ на помесна автокефална православна црква. Тоа го договаравме нормално со интенција, дури, сега зборувам за пред воопшто да дојде до средбата во Солун. За тој дел зборувам, со интенција да го заштитиме и архиепископот, токму од ова што може денеска да се случува по прашање на ПОА да дојде до турбуленции. Со Јан Бранишковски со отец Да, Нинов, пошто и да. тој носи титул архиепископ. Значи имаме два архиепископа. Па, за жално тоа ќе треба да се реши. Се решава нешто сега? Во тек се некои работи, но да оставиме малку на времето, ќе видиме што ќе се реши. Здравје, како е владиката Јован, вела дека е со лошо здравје. Па јас се немам видено со него, но знам дека истото го имам слушнато јас, дека е со лошо здравје. Значи во Солун се ударени темелите, цоклето на решавање. Дека се должни да тргнат во насока на наша промоција, Српската православна црква, пошто како Промоција, како црква како која ни дава Томос. Томос за автокефалија, должни да ги информира останатите цркви, тоа е правило веќе црковно. и србите го прифаќаат тоа. И тоа го прифатија начално. Што барат? Немаше подпишување, не бара ништо. Тоа беше многу интересен момент. Ама мора во учиш да им има речено. Ако некој дојде ви даде се, а не бара ништо, знае. Не побараа ништо, рекоа ворете, не правиме проблем околу тоа, време е дојдено да се реши оваа работа.
Јас ќе го оставам на тоа дека е по Божја интервенција, како викаше патриархот Порфири, дека со Божја интервенција е тоа. Сега дали таму имаше интервентни единици, тоа е друга работа, кои беа Божјите интервентни единици во таа работа е друго. Во Солун сте вие владиката Петар. И уште еден од владиците. Од владиците. Да. Од српска страна можеме да кажеме кој бил или Беа двајца, нема да делови на делот на синодот? Да, од синодот на Српската православна црква и имаше и човек од црквата кој си е таму. Добро, бидејќи немало разузнавање српско, а сте биле во просторија која била проверена и изчистена. Па предпоставувам бидејќи тие го организираа тоа. Да. Вие тоа проверувавте или некој друг Не, проверував? тие го организираа. Од тие кои не биле присутни. Тие го организираа. Ние дојдовме како гости таму. Како гости. Да, ние дојдовме како Во гости. Македонија дојдовте како гости. Во хотелот Македонија. Македонија дојдовте Да. како гости. А во Македонија сме си домаќини секако. Па било да сме и на таа и на оваа страна, нели? Крајната средба е во манастир во близината на Крушац. Да, последната средба е на 3 мај. 3 мај. Во џуни се одржа, но јас на таа средба не сум бил. Не сте. Тој манастир Тоа веќе беше средбите се тука одржува на ниво на директен контакт помеѓу патриархот и архиепископот. Така што немаше никаква потреба видам таму присутен. Тоа е веќе подготвено направено. Претходните 20 средби и онаа што го спомнавме доведоа до 3 последователни средби на комисиско ниво за кои секој водеше свој записник, а никој не го потпиша записникот. Значи не се потпиша, туку се води запис. Само си водеа забелешки секој едната и другата страна за да знаат на што се. Во меѓувреме трчавме во таа дипломатија на релација Скопје, Белград, Нови Сад. Каде све бевте? И така на многу места мора. 20 средби во кој временски период се случи? Во периодот од некаде крајот на 2020, значи декември 2020 или почетокот на 2021, до 24 мај, кога се прогласи Значи во автокефалија. некаде 1 година и 5 месеци. Така. 5-6 месеци, затоа ви 17 реков година и пол беше. На година и пол целиот тој Се. процес. Така. Освен Солун, Лерин, Крушевац, каде имате на друго место средби? Не ви кажам, Белград, Нови Сад. Нови Сад. Имало по многу места сме. Колку се сретнале? Колку средби има директни на Порфири и на Дедо Стефан, односно на 3 средби? Каде се во Крушевац, 3-те? Крушевац, да. Значи сите 3 во Крушевац. Зашто во Крушевац? Нели тој го сметат Лазарев град? Немојте да ги поврзувате митолошки Значи- работите. Таму има еден убав манастир, Ѓунис се вика манастирот, и веројатно им беше згодно некаде на пола пат да се најдат. И од Белград, и од Скопје, така да не патуваат многу. Значи тука е. Да, тоа беше логиката и таму има сестринство кое можеше логистички да подржите за ручеци, за други работи, така што е потребно околу Значи организацијата. грците ништо не дознават за овие 20 средби, од кои некои се случуваат на нивна територија. Јас мислам дека они дознаа за втората средба кога требаше да се одржи помеѓу патриархот и архиепископот и тука имаше обид за уривање на таа средба. Тоа беше пред Великден во април месец. Од наша страна обид за уривање? Не, од нивна страна. Ама од наша страна јавено. Не беше јавено, тоа се случи на самата средба, се растури состанокот. Се растури? Да. До таму дојде состојбата што се растури, бидејќи ни го поновија нишкиот договор, дури у полоша Значи се форма. направи промена. Да. Со Божја- Изненадна промена. Со Божја волја, што ика Порфири. Не, после се направи промената. Со Божја волја. Со Божја волја, потоа благодарение на Порфири, секако, на патриархот, имавме... Значи грците се формирани од луѓе од внатре. од Македонската православна црква. Па и од таму и од таму. Од двете страни. И од двете страни се информирани. Има силни лоби. Силни лоби групи и имаше обид кој многу брзо го премостивме. Имаше некои средби, некои од владиците патуваа на едно место, ние со Дедо Петар патувавме кај патриархот, тогаш во тој период одма после Великден, за да може да ги договориме работите и тогаш беа завршени сите работи што требаше да се завршат за на 3 мај да биде исто последната средба на која се договори само тајмингот како ќе оди. Нека тоа ќе биде И за да не му текнеше на Свети Кирил. Да, зашто мораше да помине простор на соборот и да биде тоа мирно направено. Интересно е што од наша страна во синодот само 4 владици знаеа. Од март месец
Значи, средбата во Солун беше на 1 или 2 март. До 9 мај, само 4 владици наши знае што се Дедо случи. Петар знае, дедо Стефан знае, другите двајца кои се? Дедо Тимотеј и секретарот на синодот знаеше. Тука завршуваат сите активности. Успеавме да ја покриеме целата работа, да, излегува информации, веројатно преку шефот на кабинетот, тоа е и резултатот поради што подоцна е тргнат. За да се саботира таа работа, некој од владиците на МПЦ одеа во Солун на средба со владици од Вселенската патриаршија и тука беше и поентата на саботирање на целата таа работа. Дедо Наум? Или до Партенија или Да, кој? да. Тоа се двата Да. владици. Да, одеа таму на средба и тука имаше обид за саботирање потоа на целиот процес. Од српска страна беше изведено саботирањето прв пат, тогаш, кое го надминавме и потоа, после договорената состојба на 3 мај, наистина и ја бев изненаден кога требаше да одам јас на една конференција на пат, кога слушнав и ми се јавија дека владиката Фоти Зворничко-Тузланскиот излегол во некое село таму да искоментира дека е договорено се. Кажа јавно. На Ѓурѓовден кажа. Првиот петел, значи, кој пееше рано на И себе. бевме изненадени сите, бидејќи немаше такво нешто, не беше предвидено. Беше предвидено да не поканат после почетокот на соборот, дури мислам и дека го померија, заради нас го померија една недела соборот, да се добие време за некои синодски решавања кај нас, технички да се решат работите, да бидат запознаени сите владици, и дека требаше да одиме на 19 мај на сослужување таму, како помирување да биде, зашто мораше да се исполни тој момент, многу е битен за канонските правила да се почитуваат на црквата, да се вратиме кратко во автономија, за да добиеме автокефалија. Инаку немаше излез. Тоа беше, ако зборуваме за токму барањето беше тоа, технички да биде. Да може да биде спакувано. Така. На тој начин да покажеме кој е редот за добивање на автокефалија. Кога тоа се случи, инаку треба да знаете дека од 2018 година во оние премрежија на Заев со мешањето негово на Спасовски, на председателот на државата идења во Фанар, да, правење зврчки, нели бугарската црква, мајка црква, улогата на Врбовски и останатите Врабовски Миле, на него мислев, да, се извинувам, и останатите перипети што ги мешетареа некои од владиците наши. Нашата црква имаше пратено до... Миле Врабовски беше крстен од дедо Наум, односно владиката Наум. Така е, тоа е линијата на Заев. Бојко Борисов нели беше примен во Велјуса водочека беше примен. Да, мислам дека во Велјуса беше примен. Да. И дојдовме во состојба да нашата црква прати писмо до Цариградската патриаршија за апелација, така наречена, кон МПЦ. И што се случуваше во целата работа? Од 2018 година Синодот на Вселенската патриаршија не ја разгледуваше нашата апелација воопшто. Него беше во мирување и игра игри со нас. Кога званично слушна од владиката Фоти Зворничко-Тузлански дека е готова работата, дека сме се договорили, иако они мислеа дека ќе ја саботираат и се надева, нема веза србите, нема да им дадат. Да, дека лобито прогрчко е силно и во СПЦ и во МПЦ. Да, никога видоа дека не им успева со тоа лоби и кога укапира дека србите ќе излезат со прифаќање на нас како канонска црква, во надеж дека нема да ја добиеме автокефалијата, а да бидат први, се истрчаа и закажаа синод тоа беше излегувањето на Фоти беше во петок, во саботата закажаа синод за во понеделникот на 9 или вторникот како беше, излегоа на синодот и донесоа одлука за прифаќање на канонско единство на Македонската православна црква, но нормално во нивен грчки стил дека сме црквата од Северна Македонија или Охридската црква. Во тој момент тие ја истрчаа работата, но ние ја продолживме активноста која беше договорена со Српската црква, иако кај нас во Синодот се обидоа преку некои владици да направат смут.
некои владици потикнати од таму, за да ја блокираат работата, а некои владици кои не разбираат што се случува, им дојде одеднаш и сега чекај, па ние сме договорили со србите, а што сме договорили никој не знаеме. Не дека никој не знае четворица владици точно што е договорено, бидејќи се договараа на лице место. Знаев јас и луѓе кои учествуваа во целата работа, како мирјани, и некој од МПЦ кои споредно помагаа луѓе. И на кои сум им исклучително благодарен за помошта која ја дадоа. И дојдовме до тоа да на 19 се оди на сослужување и веќе знаевме дека и на 24 ќе дојдат тука и дека ќе прогласи патриархот српски дека ни ја дава полната автокефалија според тоа што го договоривме во начелата на разговори кои ги водевме уште пред да седнат црковните лица, а кои ги делумно со Дедо Петар веќе договаравме, бидејќи Дедо Петар беше во тек со нашите активности таму, дека се обидуваме да воспоставиме комуникација. Понекогаш стравот во МПЦ доаѓаше до силен израз, неподготвеноста за разговори и повторно се враќаме на почетокот на тепихот и се останато, бидејќи сега треба да не бидеме во владички туризам и да шетаме низ цел свет, него треба да работиме. Имаме многу за работа. Андонов, околу 30 минути. И делот за црквата е ексклузивен. Значи, имаме анализа во четвртак. Да, не сум до сега коментирал никаде. Ова е ексклузивен, значи со ексклузивни информации. Деталите повторно не ви ги кажам. Во некој следна емисија. Ајде нека остане нешто, да мене ми е само една работа жал, Васко. Знаете како велат, ручекот го прекинувате тогаш кога ви е најсладко. Кога ви е најсладко, за да така е најдобар начин за да не се поправите, да не се дебелите. Ќе ми дозволите само еден коментар да дадам на 9 мај, кога се случуваше ова и кога ги фати хистерија и власта и опозицијата да викаат за некого дека е достоен и дека вака или онака, не знаејќи што е во позадината. Тоа ми покажа една слика дека политичките структури во Македонија прво немаат чувство за национален интерес, нити знаат што е национален интерес и дека се лепат на настани на кои се тркаат кој попрво ќе се залепи за да направат слика пред граѓаните дека нешто они се заслужни. Во тој период, токму на 9 имав комуникација со дел од раководството на ВМРО-ДПМН, кој пошто тогаш Мицкоски излезе со коментар собствен кој беше надвор од воопшто реалните состојби, тоа само покажува колку навистина не разбираат политиката, бизнисот расчистивме дека го разбираат многу, кога е во нивен џеп и во нивен интерес, но колку ја разбираат политиката и националните интереси беше видливо и дојдовме во состојба да јас им буквално кажам престанете да коментирате било што, бидејќи имаше опасност од нарушување на состојбата. Бидејќи и во Српската православна црква, во која започнуваше соборот недела дена подоцна, буквално се почувствува дека ние работиме нешто што не е договорено со нив. И требаше да биде мирна работата за да дојде до тоа до што дојде. Интересно, ВМРО-ДПМН тогаш ме послуша. Ме послуша, му е пренесено сигурно на Мицкоски тоа и ме послуша во потполност и затоа бев исклучително изненаден и човечки разочаран од нивните медиумски трабанти кои се обидуваа да ме понижат во овој дел и као не битен Андонов да учествувал во решавање на еден ваков историски настан, ете Господ одредил Оливер да биде тој кој ќе учествува во тој настан. Било да тоа го потврди синодот или да не го потврди синодот, било да архиепископот се крие од мене и може да бега од мене, вистината ќе остане секогаш таа дека Оливер Андонов, Зоран Ефремов и неговото високо пресвещенство владиката Петар се иницијатори и спроведувачи на целиот овој процес, а сите останати потоа беа залепени, некој до последен момент владици лично сум ги убедувал и сум ги молел да не прават проблем по тоа прашање, затоа што е се решено. И денеска имаме една слика во која се надпреваруваат кој попрво да отиде негде со некого да сослужува. И во тој контекст, утре и сослужувањето со Руската православна црква, која ќе биде неминовна, не треба да се свати политички, треба да се свати исклучиво црковно, мислам дека предвадена, како што велите, Дедо Петар не сакаше да каже дека во Нови Сад бил присутен и Иларион Алфеев, бидејќи сега митрополит или епископ Будипештански на Руската црква, задгранична, и дека бил присутен на канонизацијата на Иринеј Чирич. Така што тоа не е проблем, православните цркви сослужуваат.
и треба да се услужуваат и кама среќата да го правиме и со Бугарската црква, па дури и со Вселенската патриаршија. И многу ми беше жал кога на 12 јуни годинава на Духовден во Цариград на еден некоректен начин и понижувачки патриархот Вселенски се однесуваше кон архиепископот, ставајќи го во редот на митрополити и архиепископи, наместо да го седне до себе како од својата десна страна, како еднаков на себе предстојател на автокефална црква. Но тоа е политика. И оставив 2 или 3 минути да кажете, бидејќи заслужувате. Голема работа заврши, фала многу, ексклузивни информации. Емисијата победна одлично во неделата, вечерва нели 30 на минути за црквата, кај што, ајде да речеме ова холивудска една приказна така. Книга ќе напишам еден ден васка за тоа со луѓето кои директно учествуваа од сите страни. Значи не станувате должен за Лерин средбата, како е направена, што е направена, за сега доволно, пола сат, луѓето веќе знаат како е признаена Македонската црква. Фала многу. Многу стига се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам многу. Ова беше емисијата во Центар, микст политичка анализа 20 на минути, интервју во трајање 30 на минути, ќе се обидуваме вакви миксови да правиме во наредниот период, бидејќи публиката сака да има и анализа на одредени актуелни политички, безбедностни или геополитички случувања и да има одредено интервју. Ако ви се допадна ова емисија, нова дружина, недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.